Во рамките на самитот 16+1 во Будимпешта, македонскиот премиер Зоран Заев оствари средба со премиерот на Народна република Кина Ли Кечијанг. Како што соопшти прес-службата на владата, Заев истакнал дека Македонија е подготвена со повеќе конкретни проекти да аплицира за поволните кинески кредитни линии, а посочил и дека многу е важна поддршката на Народна република Кина за воспоставување на поинтензивна економска соработка меѓу двете земји. На средбата, двајцата премиери ги разгледале проектите од регионално значење за Коридорот 10 и се согласија за негова имплементација и реализација во најбрз рок. Се разговарало и за ново железничко поврзување по должина на Коридорот 8, при што кинескиот премиер истакнал дека со реализација на Коридорот 8 и Коридорот 10, Македонија ќе стане транспортен јазол во регионот, за што посочи дека инвестициите во инфраструктурата се инвестиции во иднината на Македонија. Премиерот Заев најавил дека Република Македонија ќе ја зајакне соработката со врвни кинески компании од областа на информатичките технологии, а во рамки на самитот 16+1 на средбите со представници на компаниите ZTE и Huawei биле споделени идеи и планови за нови иновативни смарт решенија, за кои постои согласност дека може да се имплементираат во нов концепт на смарт држава. Во владиното соопштение се наведува дека во пресрет на 25 годишнината од воспоставување на дипломатските односи меѓу двете земји, следната година Ли Кечијанг истакнал дека очекува интензивирање и унапредување на соработката меѓу двете земји и посочил дека Народна република Кина ја има признаено Република Македонија под уставното име и дека во билатералната соработка го почитува тоа, додека Заев пак потенцирал дека Македонија ја поддржува политиката една Кина.